Добро утро, Ване. Не сме во Europe House, туку сме на друга локација, но она што може да го кажеме дека со голем интерес од јавноста беше проследен настанот Европската ноќ на истражувачите 2025 година, што во главниот град ја донесе изложбата ЦЕРН и универзумот, науката која не поврзува. И токму утрово на оваа тема за овој настан и што значи оваа изложба за младите истражувачи, разговараме со Валјон Салихо од Europe House од Скопје. Валјон, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Европската ноќ на истражувачи годинава прослави 20 годишен јубилеј. Што значи овој јубилеј и што значи оваа изложба што ни ја донесе во главниот град за прв пат до сега? Добро утро, Мартин, добро утро до вашите гледачи. Да, кој што напомена, ова година се обележува 20 години од како се слави или обележува Европската ноќ на истражувачите. И токму по тој повод и ние во Europe House заедно со делегацијата на Европската Унија решивме еден голем акцент на настаните годината да дадеме на науката и не случајно сме тука денес во оваа изложба која што ја направивме во соработка со едно од најголемите истражувачки центри која во прашање науката, значи ЦЕРН, и заедно со ПМФ. Тоа што можете да видите, се наоѓаме во една инсталација каде што може да се види сето тоа што е случувано во универзумот, или поточно почнуваме од моментот на Биг Бенгот па се до 13 милиарди години или денешното модерно време. Идејата беше да направиме нешто што ќе ги привлече луѓето, особено помладите, за да ги поврземе и да ги доближиме и до науката, меѓутоа и до вакви големи институции како што е ЦЕРН. Така, Валјон, навистина интересна инсталација со оглед на тоа што во моментов сме тука и навистина може да се почувствува тој интересен начин да се согледа универзумот, што е оно што може да се види тука. Забележуваме и QR кодови, но и текстови, каква е целата програма, до кога ќе трае оваа изложба, и исто така пред тоа линковско вклучување кажавте дека имаат можност посетителите да пробаат и VR очила, односно очила со виртуелна реалност. Да. Значи, самата идеја на инсталацијата беше науката и технологијата и со тоа што денес се прави во тој аспект. Тоа што може да се види во самата инсталација, имаме неколку слики, во секоја слика има некакво си објаснување од сето тоа што е истражувано во самите простори на ЦЕРН. Лани ЦЕРН славеа 70 години, изложбата е дел од таа прослава. Секоја слика си има QR код во себе и си има некој текст кој што објаснува тоа што се истражувало и научно докажано. Настрана од тоа, како што спомна, во текот на секој ден по 2 сати имаме и VR сетови кои што луѓето може да дојдат и освен овие, како да речам, фиктивните слики, можат со VR сетовите да влезат во самите простори на ЦЕРН да го видат акселераторот и многу други работи, кои што не секојдневно може да ги видиме и да ги искусиме, така да се потрудивме да направиме некоја си комбинација од универзумот и тоа што се случувало тогаш до денес, технологијата, VR-овите и Валјон, кажете ми, зошто е важно младите истражувачи да се запознаат со науката токму преку вакви интерактивни активности наместо само преку учебниците што следат? Види, модерното време, пред малце зборевме како технологијата денешно време, особено младите цел ден скролат и некако информациите добиват стотици информации во текот на денот и ретко се среќаваат со некои вакви инсталации или изложби. И идејата ни беше во некаков си друг начин да ги обучуваме, да речеме, да научат нешто повеќе во конкретниот случај за науката. Секако дека се битни ваквите настани
и токму за таа цел решивме оваа година и акцентот и форматот на сето тоа што се вика изложба да биде малце по-интерактивен и по-привлечен особено за младите, и не случајно ги имаме VR сетовите и така натаму, QR кодовите и сето тоа што е модерно, меѓутоа сепак е некоја си инсталација и изложба. Сите модерни трендови што може да допрат до најмладата публика. На почетокот кажавме дека оваа изложба е со поддршка од делегацијата на Европската Унија и Europe House. Каква е улогата на Европската Унија, но и на Europe House кога станува збор за истражувањето и поддршката на младите истражувачи? Правите и ред други активности, сте правеле во изминатите години. Колку е важно тоа за младите? Виде, ние како Europe House, меѓутоа заедно и Европската делегација, младите ни се фокусот во се што правиме, и не случајно и овој пат исто така имаме фокус во младите. Ние оваа година направивме ред други активности, значи не е само инсталацијата во Скопје, имавме активности на целата мрежа на Europe House, почнувајќи од Битола, Велес, Струга, Охрид, Куманово, Крива Паланка, Титово и така натаму. Сите активности беа поврзани со науката, меѓутоа фокусот кај сите активности беа младите, и не случајно и другата деновиве кои што доаѓаат, ќе имаме и активности за немладите, ќе имаме и научно катче, каде што најмалите ќе ги запознаеме и со атомите. Мислам дека е доста битно да ги доближуваме младите, особено до науката, така да не само со науката, Europe House цело време се грижи да им го даде тој простор, да им го даде тој ноу-хау на младите преку вакви активности. Знаете ред други активности кои што сме ги организирале до сега, и тоа што се трудиме да правиме е да ги доближуваме некој си поинтересен начин преку, не знам, игра, преку вакви инсталации до некои си, да речам, битни моменти кои што мислиме дека треба сите млади да ги знаат. И за крај на овој наш утрински разговор, што е следно, кои активности ќе се реализираат идниот период? Значи, најпрво да напоменам дека оваа инсталација ќе биде отворена до 15 октомври, се наоѓа во Diamond Mall во Скопје. Меѓутоа, тоа што следи во периодот се низа активности до крајот на годината. Како секоја година знаете дека го означуваме Меѓународниот ден на човековите права, ќе имаме активности поврзани со тоа. Лани имавме играта Навигатор, а оваа година ќе имаме нешто слично, кое што преку игра пак ќе ги научиме и младите и сите тие кои што ги интересираат тие теми. Исто така ќе имаме активности поврзани со 16 дена активизам, ќе имаме кампања поврзана со Europe House и така натаму, така да тие што сакаат да не следат и сакаат да бидат дел од нашите активности, ги поканувам да не следат на социјалните мрежи Europe House Скопје, исто така и на сајтот, и обично таму објавуваме се што правиме. Ваљон, интересни настани, а ние сме тука да ги проследиме и да ги информираме нашите гледачи. Благодарам за разговорот и што утрово бевте дел од јавниот сервис. Благодарам и на вас и секоја што не поддржувате во нашите настани. И ќе ве поддржуваме. ЦЕРН и Универзумот, науката која не поврзува, изложба што е отворена до 15 октомври во главниот град, а сите заинтересирани љубители на науката може истата да ја посетат.